Во изминатиот период се почеста е појавата на неовластено користење на електричната енергија од страна на граѓаните кои живеат на улиците Шукри Шајни и Стамен Манов во Кочанската ромска населба. По тој повод денеска полициската станица од Кочани и раководители на Ивана Кец одржаа заеднички состанок на кој детално им објаснија на граѓаните кои се последиците од таквото неовластено користење на електричната енергија. Од полициската станица Кочани најавија дека редовно ќе има дежурни служби кои ќе ја контролираат состојбата посебно на овие две улици во градот. Имено од некои лица од ромската заедница неовластено ги разбива трафостаниците и манипулираат со опремата со што го доведуваат во опасност својот живот, а и животот на случајните минувачи. Ја користам оваа прилика да апелирам до граѓаните да не ги разбиваат трафостаниците, неовластено користат електрична енергија, бидејќи може да го доведат во опасност не само својот живот, туку и животот и на другите лица кои живеат во непосредна близина на трафостаниците. Целта на денешниот состанок е безбедносниот карактер на разбивањето на објектите. Од Ивана Кец Кочани изјавија дека се почести се ваквите проблеми и разбивањето на електричните објекти со големи материјални последици. Целта е значи да се објасни пошироко, да се презентираат проблемите и последиците од постапките при разбивањето на објектите, затоа што енергетската опрема во делови ќе биде пристапна за населението и може да настанат штети по човечкиот живот. Значи првенствено ние последиците да ги нема населението. Лицата што го вршат тоа може да бидат и стручни и нестручни, али без оглед на тоа во даден момент може да настане грешка и да настрада некој човек. Од тој аспект, секој самоволно приклучување без соодветна опрема и без дозволен пристап според законот е по последица и на причинителот на дејството и по човечкиот живот на самиот причинител. На лицата кои разбиваат вакви електрични објекти според законот им следува